Како сите протеини не се исти, а и не се, постојат брзи и бавни протеини. А кои се подобри, зависи од вашата цел. Дали барате брзо враќање во форма по тренинг, дали сакате подолготрайно чувство на ситост или само сакате да внесувате повеќе протеини во текот на денот. Дел од протеините многу брзо ги искористуваме во период од 1 до 2 часа и организмот ги користи веднаш за синтеза на протеини за мускулите и за се што му е потребно. Протеини со најбрза апсорпција, најпопуларните суруткините протеини, а блиску до сурутката се изолираните протеини од грашок. Совет, најдобре да се консумираат набрзо по тренинг. Друга група протеини се дигестира во период од минимум 4 часа. Идеални се за раст и одржување на мускулите во текот на подолг период кога сме без храна, на пример додека спиеме. Најдобар пример за протеини со бавно ослободување, казеинот од млекото. А во која група да ги сместиме протеините од јајце? Некаде во средина, затоа што ги искористуваме побавно од сурутката, а побрзо од казеинот. Во оваа група се и изолираните протеини од ориз и од соја. И запамтете дека колку брзо ќе ги искористиме протеините од некоја